Спортската академија која покрај фудбалот, кошарката и ракометот вклучува и тенис, има за цел овој спорт во нашата држава да добие поинаква димензија и секако за неколку години и Македонија да има големо тениско име. Со проектот на владата на Република Македонија изградба на 100 тениски игралишта и со формирањето на спортската академија, во која покрај фудбалот, кошарката и ракометот партиципира и тенисот, за неколку години нашата држава треба да добие големо тениско име. Вака барем се надеваат сите оние кои се дел од Академијата за тенис, пред се директорот на Агенцијата за млади и спорт, потоа тренерите, а се разбира и првата генерација на деца кои се дел од оваа академија. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Лазар Поповски вели дека тенисот не е многу популарен и масовен спорт во Македонија, но овие нешта за неколку години ќе се сменат. Токму затоа дел од спортската академија е и овој спорт, а идејата е иста, Македонија да добие врвно тениско име. Владата, системски работи на развојот на тенисот, пред се со инфраструктурни вложувања. До сега од кога е почнат проектот се изградени 31 игралишта за тенис, 37 моментално се во градба. Очекуваме некаде до крајот на годината, односно до март месец и тие веќе да бидат ставени во употреба и да може да се користат. Од друга страна, тоа е основата, базата без која што не може. Знаеме дека тенисот беше долго време еден затворен спорт, еден елитен спорт пред се, од аспект на тоа што немаше многу тениски терени. Едноставно пристапот беше ограничен. Сега на територијата на цела Република Македонија имаме тениски терени и затоа е сега следна задача која што логички и системски доаѓа да се реализира, тоа е да тие терени се стават во употреба. Академијата е вториот чекор во однос на искористувањето на спортските објекти, односно во конкретниот случај на тениските терени и од аспект на омасовување, меѓутоа и од аспект на тренинг за постигнување на врвни спортски резултати. Инаку засега Академијата за тенис брои 8 членови кои високо котираат на тениската листа во Македонија во нивна категорија. Селекцијата, како и во останатите спортови, започна во месец март и имаше турнир во кој учествуваа македонските тенисери. Бројката од 8 члена е мала, но секако во иднина се планира зголемување на бројот. Базата е многу мала во Република Македонија. Многу мал број на спортисти имаме, посебно во соодветна возрастна категорија. Ако земете ранг листата на Тениската федерација, ќе видите дека во оваа возрастна категорија нема повеќе од 30 на деца. Тоа за една држава е навистина бројка од која што е многу мала и од која што реално можем да се има помали очекувања во поглед на онаа пирамида, нели, како тие деца би дошло до некој врвен резултат, но тоа е и фактички предизвик сега во овој момент, токму тоа што разговараме преку академијата, дојде што е големо популаризирање на тенискиот спорт од аспект на погодни услови за школување, погодни услови за тренинг и така натаму, така што луѓето веќе ќе сватат дека за своите деца има определена нова можност, која што би ги мотивирало да се бават со спортот и не само да се бават, туку и да постигнуваат резултати. Оваа спортска академија требало да се организира многу поодамна, како што тоа се прави во сите поголеми земји. Сепак подобро некогаш отколку никогаш, вели Горан Шевченко, кој заедно со неговиот стручен тим ќе биде задолжен за водењето на тренинзите и развојот на тенисот во рамките на оваа академија. Сметам дека ова е нешто кое што кај нас требаше да се случи многу порано, меѓутоа, како што викаме, никогаш не е доцна. И добро е што се случува сега во период каде што стварно имаме деца кои што постигнуваат доста добри резултати на национално и на интернационално ниво и голем дел од тие деца веќе се селектирани и влезени во самата гимназија. Како идеја сметам дека ова е начин да тие деца кои што дел од нив немале можност да работат на начин на кој што ние го предвидуваме, сега имаат можност на едно место со голем број деца кои што имаат сличен квалитет да можат заеднички да се соберат и заеднички да го обувуваат својот тренажен процес кој што според програмата која што ние имаме предвидено не е така мал. Значи децата работат по програма од 2 часа во утринските часови, потоа можат да отидат во училиште, да се имаат неколку часа во училиштето, во средното физкултурно училиште и попладнето повторно се враќаат да го извршат својот попладневен тренинг кој што се разликува. Некогаш е тениски тренинг, а некогаш е кондиционен тренинг. Шевченко потенцираше дека ништо нема да се работи импровизорно, напротив се ќе тече според планот, за да овие деца еден ден прераснат во врвни спортисти. Планирани се домашни интернационални турнири кои ќе помогнат нашите таленти да го стекнат потребното искуство и надпреварувачки карактер.
Ние имаме програма да тие деца, прва и основна работа, како што реков пред малку, е да секое дете или две деца имаат еден тениски терен, за да дадеме идеален тренажен процес. Откако ќе го дадеме овој идеален тренажен процес, нормално имаме за секое дете изработуваме видеоанализа, изработуваме профил, по кој што понатака го обавуваме нашиот тренажен процес и ги припремаме децата за настап на национални и интернационални турнири. Во нашиот календар, кој што во моментов е во изготвување, поради излегување на сите календари во месец декември, оваа година за следната година, имаме предвидено да одиграат 4 меѓународни настапи, од кои што првиот се планира да биде во месец декември, за кој што се уште сме во преговори, и ќе биде пријателски, каде што децата ќе можат своите сили да ги измерат со силите на одредена академија која што е во нашето обкружување, односно тоа е наша соседна земја. И таму ќе видиме, значи ќе имаме тоа еден вид на контролен меч каде што ќе можеме да видиме последниве 3 месеци што децата имаат постигнато и до каде се изработени целите кои што ние ги имаме предвидено согласно профилот за секој играч и согласно програмата која што имаме предвидено за развој на тие деца во следните 12 месеци. Децата кои се дел од академијата се задоволни. Потенцираа дека оваа академија има усогласени термини со нивните училишни обврски. За сега добро напредуваат, но се надеваат дека еден ден ќе бидат дел од големите меѓународни турнири. Треба време и за учење и за се, па еве во основното училиште не беше тешко така малку повеќе да учиме и да тренираме многу, ама еве затоа одбрахме оваа академија, затоа што имаме добар фонд на часови кои што би можеле да дадат складно со тренинзите и да можеме да постигнеме се одеднаш. Сум учествувала на европски турнири, претежно тука и во Балканот претежно, не понатвор, ама не сум успела на некој поголемо да изиграм нешто повише, така финале, полуфинале, така нешто. Јас играм европски тука во Македонија турнири. Во Македонија моментално сум трети на ранглистата, а на европска ранглиста бев 100, сега моментално не знам кој сум. Иначе сум играл турнири надвор од Балканот. Кажете ни кој е вашиот идол? Рафаел Надал се разбира. Од машките? Од машките и од женските. Од машките Роџер Федерер и од женските Шарапова. Нивните идоли разбирливо се најголемите тениски имиња на денешницата Рафаел Надал, Роџер Федерер и Шарапова. Да се надеваме дека за неколку години токму Вероника и Ѓорги ќе бидат нечии идоли и дека токму тие ќе бидат македонските тениски ѕвезди.